Погребана правна држава или испорачана правда која ја очекуваше јавност. Партиите денеска во клинч за домашниот притвор на Артан Груби, кој му го изрече судот од Бихачка и денеска со обвинувања на адреса на премиерот Мицковски дека ставил рака над, како што велат, судско-обвинителската фела и дека приведувањето на Груби и куќниот притвор е само театар за јавноста. После театарот на граница, со договореното враќање и режираното снимање, каде го видовме како Груби доаѓа насмеан, со наочари, следуваше продолжение со куќен притвор. Одредувањето куќен притвор за Груби е потврда дека се е договорено. Од ВМРО ДПМН пак велат го разбирале револтот на граѓаните поради мерката куќен притвор која правосудните органи му ја изрекоа на Груби, но велат ги поздравуваат владините институции кои си ја завршиле својата работа. ВМРО ДПМН апсолутно го разбира и оправдува револтот на граѓаните по одлуката на правосудните органи за куќен притвор на криминалецот Артан Груби. Ги поздравуваме и владините институции кои си ја завршија работата и го доведоа пред лицето на правдата. Со остра реакција се јавија и од левица, каде велат дека ова е само резултат на политиката на ВМРО ДПМН, која става рака врз судско-обвинителската фела. Во дописот наведуваат, откако ДПМН Артан Груби глатко го пушти во бегство 14 месеци и недостапност, завршија со куќен притвор, лице кое повеќе од една година било недостапно за органите на прогонот, што представува најсилен можен доказ за ризикот бегство, добива поголема мерка. Во правна држава, ваква околност води кон засилување на притворот, кај нас води кон негово олеснување. Одговорноста за ова одлука е во системот што го раководи ВД државниот јавен обвинител Анита Тополова Исајловска, која важи за фаворит на ДПМН за еден републички јавен обвинител. Во истиот обвинителски систем делува и новиот шеф на Скопското јавно обвинителство Анел Фидоски, кој со преквалификација во завршна фаза овозможи затворање на случајот со малата Тамара. Голем број на реакции има и на социјалните мрежи. Се огласија и осудените од 27 април, откако Јане Ченто на својот Facebook профил напиша: Артан Груби во куќен притвор, јас 28 месеци во притвор. Правдата во оваа држава очигледно не е иста за сите. Свој статус имаше и Горан Ангелов, познат како Ќосето, во еден од нив наведува: Во оваа држава само поштените лежат во затвор. Знаеш како викаат: ако законите важат за тебе во Македонија, не си успел во животот. Не постои толку голем шатор што може да го покрие овој наш циркус. Партиите од албанскиот блок веќе се огласија, дуи го поздравија враќањето на Груби и посочија дека будно ќе го следат процесот. Вреди пак велат се отвара темната Пандорина кутија и прашуваат кој се Груби ќе го повлече со него.